Селекторот на фудбалската репрезентација на Италија Чезаре Прандели следната недела ќе го соопшти списокот од 35 играчи кои ќе бидат повикани на подготовките на националниот тим, од кои тој ќе избере 23 кои ќе играат на светското првенство во Бразил. Ниту еден играч кој има преку 35 години со исклучок на Джиджи Буфон и Андреа Пирло нема да добие повик од селекторот Прандели. Тоа значи дека иако постоја одредени најави дека италијанскиот селектор нема да ги повика с Франческо Тоти и Лука Тони. Прандели ќе упати повик до играчот на Парма Антонио Касано, кој во изминатите неколку месеци игра во изморедна форма. Светското првенство во Бразил ќе се одржува од 12 јуни до 13 јули, а Италија во првата фаза ќе игра во групата Д заедно со Уругвај, Англија и Коста Рика. Јаја Туре на дуелот со Ливерпул во неделата се пожели на повреда на мускулот по 20 минути игра. Првичните прогнози велеа дека Јаја Туре би можел да биде надвор од терените повеќе од еден месец, со што сезоната практично ќе биде завршена за фудбалерот од средниот ред. Сепак Мануел Пелегрини соопшти дека повредата не е сериозна, како што се мислело во прв момент, а играчот би требало да се врати на терените за 2 недели. Ќе видиме со докторот колку време тој ќе биде надвор од стројот. Можеби не се работи за сериозна повреда, како што верувавме во прв момент, но потребни му се барем 10 до 14 дена за да се опорави. Пелегрини исто така потврди дека се е во ред со Винсент Компани и Серхио Агуеро. Роџер Федерер ќе земе мала пауза од тенисот штом неговата сопруга Мирка се породи со трето дете. Пред неколку месеци Федерер објави дека тој и Мирка очекуваат нов член на семејството. Тој ќе пропушти некој турнир зависно од тоа кога Мирка ќе го роди ниното дете. Чекаме, за мене е приоритет да бидам покрај сопругата како нејзина подршка. Одиграв доволно тениски надпревари, така што нема ништо да ми смени ако пропуштам некој турнир или некој меч, изјави Федерер. Тоа значи дека е можно Федерер да го пропушти Ролан Гарос. Ако се случи нешто такво, тоа ќе биде прв пат тенисерот да пропушти Гранд Слем турнир од 2000 година. Новиот претседател на кошаркарскиот клуб Нью Йорк Никс Фил Џексон е близко до привлекување на искусниот Ламар Одом во составот. 34 годишниот кошаркар се очекува да потпише непосредно пред истекот на регуларната сезона. Одом е еден од омилените кошаркари на Фил Џексон. Двајцата се познаваат одлично откако работеа заедно во Лос Анџелес Лейкерс. Играчот се опоравува од повредата на грбот која доби пред некое време играјќи за КХ Лаборал и најверојатно нема да игра до крајот на регуларниот дел. Во клубот ќе треба да се подготват физички и психички со оглед на неодамнешните информации дека Ламар Одом е во депресија и дека користи наркотици.